Веќе колегата Димитар Бабалков е на својата локација за Јасака Македонија, лабораторијата за габи во Македонија. За прв пат ги отвора вратите, ќе имаме можност да видиме какви се габи има во нашата земја, а деталите ги дознаваме токму во продолжение. Димитар, повелете. Благодарам, Елена. Како што кажа, екипата на Јасака Македонија ја има можноста во живо на гледачите да им пренесе она кое се наоѓа во Македонија кога сме на тема габи, односно печурки. Ќе зборуваме токму и околу ова да ја решиме дилемата дали е габи, дали печурки или едното со другото можеби влегува во исти род, фамилија, но некако кај граѓаните има некоја недоумица за тоа што е правилно и кој термин за што се користим. Овде во одделението за микологија при Институтот за биологија на ПМФ се наоѓа лабораторијата каде што се истражуваат сите примероци на габи кои ги има не само во Македонија, туку на Балканскиот полуостров и многу пошироко. Добро утро, велам за вонреден професор Катерина Русевска. Добро утро. Ви благодарам пред се што ни ја дадовте можноста во живо да пренесеме на гледачите што се случува овде во одделението за микологија, инаку да потенцираме дека микологија е нели гранка на биологијата која се занимава со габите. Веднаш ќе прашам што е правилно, габи или печурки, или двете се правилни во зависност за што го користиме терминот? Благодарам за поканата. Се наоѓаме во миколошката лабораторија, како што кажавте. Ова е лабораторија за истражување на габите. Во однос на термините што ги спомнавте, терминот габи е поширок термин, односно поим, во кој што спаѓаат и печурките, односно разликата е во видот на плодното тело. Печурките се оние кои што имаат дршка и шапка или чадорче и кои што претпоставувам се познати на пошироката публика, додека пак сите останати кои што немаат таков тип на плодно тело, ева како што се на пример овие тартуфи тука кои што се со топчесто тело, за нив не велиме дека се печурки, туку дека се габи. Ја решивме, значи, дилемата што е печурки, што е габи. Во вашата лабораторија постојат околу 20.000 примероци на габи. Што овде може да се најде, односно за што служи по конкретно лабораторијата? Оваа лабораторија служи за истражување на габите од морфолошки аспект, пред се на подрачјето на Македонија. Меѓутоа, во оваа лабораторија исто така се наоѓа и спирка, како што кажавте, во која што има повеќе од 20.000 примероци од подрачјето на Македонија, меѓутоа и од други делови во Европа и светот, кои што не служат за споредба. Инаку главната цел е да одредиме пред се да знаеме колку видови на габи има во Македонија и потоа да може да правиме и други испитувања или анализи кај нив. Така, например, некаде кон крајот на минатиот век, кога не постоеше оваа лабораторија, постоја сознание за околу 500 видови на габи, а по отворањето на оваа лабораторија, некаде во пред 20 на години, во тој период од 2 децени стигнавме до бројка на видови на габи околу 2500 кои што се познати за подрачјето на Македонија. Се претпоставува дека нивниот број е поголем, така што има уште што да се истражува во однос на тоа колку видови на габи има кај нас. А понатаму, со овие видови можат да се работат и други типови на анализи, како што се анализи за тоа како се користат габите во исхраната, затоа што дел од видовите на габи се користат во исхраната на човекот, бидејќи имаат нутритивна вредност, некои имаат медицинска вредност, а исто така габите се и показатели за степенот на загаденост на одредено подрачје, така што во соработка со одредени лаборатории го правиме и тоа. Дали овде се утврдува кои габи, односно печурки, се отровни, а кои не си, дали некои такви анализи можат да покажат за некои нови видови, дали таа габа, односно печурка е отровна, може да се јаде, не смее да се јаде, како и дали може да се препознаат на прв, иако поглед, иако има многу нели начини на кои се препознаваат, но конкретно во лабораторијата од тој поглед што се прави? Така, вака прво ќе кажам дека не постои правило според кое што кога ќе видиме некоја габа или печурка, ќе може да кажеме дали се јаде или не, со самото тоа што ќе ја видиме, односно по нејзиниот изглед. Прво треба да знаеме точно за кој вид се работи, а потоа да знаеме дали тој вид
се користи во исхраната на човекот, е отровен или пак нема значење во поглед на нутритивната вредност. Значи, мора прво да знаеме да го одредиме видот и видовите на габи се одредуваат со стручна литература со која што располага миколошката лабораторија, меѓутоа не се користи само литература, туку се користи бинокулар, микроскоп, потоа примена на реагенси за микроскопски или за макроскопски реакции и тоа се однесува на морфолошката идентификација на видовите, односно да можеме да го одредиме видот според карактеристиките кои што се гледаат со голо око или на микроскоп. Меѓутоа, исто така, во процесот на одредување на габите е важна и екологијата, односно на кое место растат, во каква шума или во каква заедница, може би на ливада, на пасиште, во парк и така натаму. Понатаму, со кои видови на растенија или дрвја се поврзани или се во нивната близина. Во последните неколку децении актуелни се и молекуларните анализи кои што се работат на габите во поглед на нивната идентификација, секако зборува. Во вашата збирка ќе видиме дел од некои примероци кои ова утро можеме да ги погледнеме, но тука ги забележувам и црните тартуфи, чија цена не само во Македонија, туку и на глобално ниво знае да се мери дури во илјадници евра. Колку Македонија е погоден терен за да можат овие видови на габи да растат на наше тло, па од друга страна и добрите познавачи на овој вид да можат да ги пронаоѓаат, бидејќи нели растат под земја и со тоа и да заработуваат. Така, во поглед на тартуфите, кои што се подземни габи и воопшто подземните габи, почнавме со истражувања пред нешто повеќе од 10 години во соработка со Институтот за шумарство од Лјубљана, Словенија. Последните десетина години за тие истражувања имаме податоци и од некои тартуфари во Македонија кои што се расположени за соработка со нас, заради тоа што, како што кажав, се работи за подземни габи, кои што не можете да ги видите и тие се бараат со специјално дресирани кучиња кои што можат да ги најдат. Тие ги препознаваат по мирисот, така што благодарение на соработката што ја имаме и со Институтот за шумарство од Словенија, меѓутоа во последниве десетина години и со неколку тартуфари од Македонија, ние имаме добиено голем број на податоци кои што се однесуваат на присуството на подземни габи во Македонија. Во кој предел од државата најмногу ги има? Ако така можеме да категоризираме. Различни видови на тартуфи се поврзани со различни видови на дрвенести растенија. Тартуфите и подземните габи се микоризни, а тоа значи дека нивниот мицелиум е поврзан со кореновите влакненца на одредено дрвенесто растение, така што различни видови на тартуфи имаат различни микоризни партнери. И во зависност од тоа за кој вид на подземна габа не интересира, треба да знаеме кој е неговиот или кои се неговите микоризни партнери и потоа каде да ги бараме. Кога сме кај габите, односно печурките во Македонија, на колку категории можеме да ги поделиме во зависност од нивните карактеристики, од подрачјето во кое растат и на крајот од денот условите кои ги бараат? Постојат повеќе поделби. Научната поделба е на столпчести габи или базидиомицети, кои што ние во најголем дел ги работиме, потоа торбести габи или аскомицети и одредени други, да речем, научни систематски категории. Меѓутоа, можеби што е повеќе интересно за гледачите во однос на тоа колку видови се јадат, колку видови се отровни. Кај нас досега имаме сознание за присуство на околу 200 видови на габи кои што се користат во исхраната и на околу 120 на видови кои што се отровни, а 20 се и смртоносно отровни. Може би сега тука е прилика добра да кажеме и дека навистина треба да се внимава во препознавањето на габите и собирачите треба навистина да внимаваат, она што на почетокот го кажавме дека не постои правило по кое што се разликуваат видовите само кога ќе ги погледнеме. Значи треба да се
знае точно да се утврди видот на габа која, а потоа да може да се знае дали се користи во исхраната или не. И миколошката лабораторија е отворена, така што секој љубител на габите може да дојде да донесе габи, доколку се за научни цели, ние ги задржуваме, а доколку се користат во исхрана, ние им кажуваме дали се јадат или не и потоа можат да ги земат тие примероци. Колку што сватив, доколку појдам во природа, соберам одреден вид на габи, печурки, за кои не сум сигурен дали се консумираат, се јадат, не се отровни, или пак може би се отровни, или дури оние мал број кои ги споменавте смртоносни, можам да ги донесам овде во миколошката лабораторија да се провери, потоа да бидам сигурен на чисто дали можам да ги јадам? Да, точно така. Овде, како пред да се вклучиме во живо, ми споменавте дека имаме мал дел од она кое се наоѓа во лабораторијата. Какви габи се овие? Се јадат, не се јадат или се смртоносни? Така, ова е една кутија како примерот како изгледа чувањето на габи во миколошката колекција. Инаку оваа збирка на габи представува единствена национална колекција која што е регистрирана во светски рамки под името Македонска колекција на габи. И примероците овдека се чуваат суви примероци, спакувани и со обележани податоци кои што се потребни за еден примерок на габа, дел од нив. Веќе споменавме дека важна е заедницата во која што растат, подлогата или супстратот на кој што растат, секако по тесниот и по широкиот локалитет. Потоа во последниве десетина години се достапни и користиме и земање на GPS координати, правиме макроскопски и микроскопски фотографии. Потоа како други важни податоци исто така е датумот кога е собрана габата, затоа што има видови кои што растат на есен, видови кои што растат на пролет или пак во текот на целата година, кој го собрал видот, кој го одредил и така натаму, кои било други дополнителни податоци кои што во иднина користат за некаков вид на анализи, кои што може би ги работиме моментално или ќе користат за понатамошни истражувања. Професор Русевска, благодарам за можноста да влеземе во лабораторијата каде што се истражуваат и проучуваат габите во Македонија и на гледачите да им пренесеме многу корисни и практични совети, особено до љубителите на собирање габи, односно печурки. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, нутринската програма на телевизија Сител народната вели дека сите габи или печурки се јадат, но за жал некои само поеднаш. Бидете внимателни доколку сте љубител на оваа, ке речем, закуска како деликатес печурките. Доколку не сте добар познавач, односно одличен познавач на нив, не се обидувајте да ги собирате и консумирате, затоа што, како што слушнавме, во Македонија постојат дури и смртоносни габи, односно печурки. Елена, ова е сликата од Миколошката лабораторија при Институтот за биологија на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Димитар, голема благодарност и до тебе и до професорката. Навистина ова беше како некоја музејска посета со оглед на тоа колку печурки прикажавте и навистина го потврдивме тоа дека во Македонија има најразличен биодиверзитет, поточно многу вакви интересни и растенија.